Почитувани гледачи, добро вечер. 17:10, време за ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека секогаш сме тука за да ве информираме околу сите оние проблеми кои што се однесуваат на вашето здравје, така ќе биде и денес. Ќе информираме за една тема за која што минатата недела беше одбележан светскиот ден, а тоа е за борба против мозочните удари. Знаете дека секогаш за одредена тема имаме и се разбира соговорник кој што е токму соодветен за да ни достави повеќе информации околу оваа тема, така ќе биде и денеска. На видео линк ја имам доцент доктор Драгана Петровска-Цветковска, која што е дел од Универзитетската клиника за неврологија и е специјалист невролог. Веќе на видео линкот доктор Драгана, меѓутоа би сакала исто да потенцирам дека негде подоцна ќе можете да се приклучите во нашиот разговор. Се надевам дека ќе немаме проблеми, бидејќи сме на видео линк, ќе се обидеме да воспоставиме комуникација со вас, ако имате нешто се разбира и да прашате. Инаку колку што можев да се информирам, ми се чини дека мозочниот удар, односно е трета причина водечка за смртност кај населението воопшто после канцерот и после срцевите заболувања. Доктор Драгана, ти благодарам што одвои време да бидеш денес дел од емисијата Ваш термин во новата сезона и драго ми е што ве имам на видеолинк. Добар ден до гледачите, добар ден и до тебе, Виолета. Да останеме во добро здравје и во добра позитивна мисла, секако поготово што сме во период кога навистина сериозно се соочуваме со сериозен вирусен напаѓач, кој што жал се повеќе и повеќе е присутен меѓу населението во нашата држава. Секогаш позитивната мисла мора да ни остане. За жал, мора да функционираме со една социјална дистанца, со една физичка дистанција, би рекла и правиме една физичка дистанца со цел да си го заштитиме нашето здравје, па затоа оди и овака емисијата, меѓутоа социјална дистанца мислам дека немаме. Комуницираме се секако во интерес на здравјето на нашите пациенти. Доктор Драгана, пред да започнеме со темата, неизбежно ми е да те прашам каква е состојбата на клиниката за неврологија со оглед на тоа дека веќе од петокот сте и вие ковид центар и примате пациенти кои што се ковид позитивни, се извинувам. Каква е состојбата денес? Имав информација пред да дојдам наваму од информативните гласила дека веќе 12 нови пациенти денес сте примиле на клиниката. Па да, се направи согласно нашите раководители, се направи реорганизација со цел да се овозможат услови за хоспитализација на болни со ковид, не само ковид позитивни, туку и пациенти со посериозна клиничка слика кои што имаат потреба за хоспитален третман. На големиот дел од клиниката, практично делот каде што се третира пациенти со акутни мозочни страдања, одделите за невроимунологија сега се адаптирани за прием на пациенти кои што се заболени од ковид. Персоналот, поголемиот дел од персоналот е повлечен токму на одделот, да не кажам скоро и целокупниот средномедицински персонал. Под раководство секако на колеги пулмолози кои што се главните координатори во третманот на овие болни. Состојбата е алармантна, секако чим се мобилизира голем дел од интерните клиники, самото тоа укажува на една алармантна состојба и да искористам моментот да апелирам до граѓаните да се заштитуваат со користење на маски, да ги мијат рацете, да ги дезинфекуваат рацете, предметите кои што ги допираат и внесуваат во домот, чивлите да се оставаат надвор, да се превземат максимални мерки. Оно што е најбитно, да не се групираат. Значи, проблемот не е групирањето. През сега е веќе истински период кога престојуваме во затворени простори и доволно еден позитивен без клиничка слика да ги ставите сите што се пристапни на масата. Од тие да се максимално намалат контактите со пријатели, со роднини, со нашите родители и при контакти секако да користиме заштитни маски со цел да не ги заразиме. Секој од нас е можен носител на вирус.
Еве да, уште една апел и од мене, значи, еве можете да забележите и да слушнете каков е апелот и од страна на доктор Драгана, на вистина веќе сериозно да се свати состојбата, заради тоа што на вистина болничките капацитети се полнат и секако мора да бидеме дисциплинирани, значи да не се групираме, да не се собираме по дома повеќе лица и секако ако сме веќе во затворена просторија, сите да носиме маски. Доктор Драган, ајде да започнеме и денешнава тема, значи состојбата со мозочните удари, како беше допред еве да стане ковид центар во петокот состојбата со мозочните удари, дали имаше со оглед на тоа, секогаш говориме промена на време, па некако делува нели на крвните садови. Имаше ли, како да кажам, покачен број на пациенти кои што бараа помош во однос на мозочен удар? Секако, да. Во континуитет ние нели имавме пациенти со мозочни удари, меѓутоа некако како се минува климата, како што станува поладно, приодните периоди всушност не се најпроблематични. Со оглед дека тоа се пациенти, нашите пациенти се пациенти кои што имаат некакви хронични заболувања, најчесто хипертензија, диабет, самите тие вариабилни вредности на времето знаат практично да потенцираат варијации во крвниот притисок и нормално да направат како компликација мозочен удар. Воедно би потенцирала дека изминатиот период имавме и доста пациенти со атриална фибрилација кои што заради неадекватна и нередовна контрола на ацекумаролот добија мозочни удари. Пациенти кои што се доста вулнерабилни и осетливи на вирусот, така да имавме и доста пациенти кои што покрај мозочниот удар има и ковид. Покрај тоа што имаме реадаптација на просторот, само да кажам, амбулантскиот дел во однос на прегледите на клиниката се уште функционира, а додека пак доколку има потреба од хоспитализација на пациентите, тука ни се колегите од градска општа болница 8 септември, каде што практично ги превземаат и третираат овие пациенти. Мотивот на денешната емисија е секако одбележувањето на светскиот ден на мозочен удар, тоа е 28 октомври, ние малце доцнеме еве една недела и ден кој што за жал не можевме да го одбележиме на вообичаен начин со или кампања како што сме правеле претходно, мирење на крвен притисок, едукација на населението. Меѓутоа ете вака на овој начин со емисии на друго ниво како што го правиме со колегите специјалисти од невролози, тоа го правиме, нели, на овој начин. За жал би се Што представува всушност мозочниот удар? Каква состојба? Така, мозочниот удар е акутна состојба, акутна невролошка состојба, која што бара дијагноза. Итно препознавање првично од членовите на семејството, кои што ќе се затекнат, односно со кои што живее пациентот со мозочен удар. Значи да се препознаат треба веднаш знаците и симптомите на мозочен удар, но што е можебитно, можеби најбитно, веднаш да се повика екипа на итна медицинска помош, која што ќе го доведе пациентот до единица за третман на мозочен удар. Претходно нели тоа беше клиника за неврологија, сега е градска општа болница 8 септември, се со цел да се обезбеди адекватен третман на пациентот. Кои се знаците на мозочен удар? Значи имаме многу знаци на мозочен удар, меѓутоа она што е вообичаено е кај пациентот може да има промена во говорот, одеднаш кога има поинаков говор, завлечен, неразбирлив говор или пак воопшто да не може да се продуцира. Имаме слабост на раката и на ногата, која што може да биде од различен степен, од полесен до потежок степен. Како симптом може да биде и брзо засегање на свеста, или пак некоја брутална атака на вртоглавица, со нестабилност во одење, пропратена со симптоми како што се гадење, повраќање, неможност да се исправи при исправување, потенцирање на сите тие тегови и многу други симптоми кои што нели може да укажуваат на постоење на мозочен удар. Во основа, секогаш пациенти кои што имаат некаков ризик фактор и секако би кажале да е заболување кое што обично се јавува во старата популација, иако не така ретко ја гледаме и кај помлади пациенти со оглед на нездравиот стил на живот кој што го водиме како население.
Так, за жал веќе кога говориме секогаш за некои проблеми со здравјето, секогаш и вие и вашите колеги потенцирате дека секогаш границите на возраста се намалуваат. Доказ за тоа е еве и примерот што и за жал и од COVID-19 имаме многу релативно млади лица кои што имаат смртен исход, а се вели за нив нема никакви здравствени проблеми. Меѓутоа, јас многу пати кога разговарам еве со вашите колеги за одредени теми, велам можеби заради тоа што се вели дека немале никакви проблеми, меѓутоа никогаш не се знае во ние сите што носиме во себе, во нашиот организам, што не било можеби навреме откриено и диагностицирано. Затоа треба, како што потенциравме и на почетокот, сите да се пазиме. Доктор Драгана, кој бил најмладиот пациент кој што сте го истретирале во однос на мозочен удар на клиниката за неврологија? Па јас пред многу години имав една млада пациентка, 18 годишна пациентка, неочекувана возраст да се јави мозочен удар, и тоа обсежен, масивен мозочен удар, каде што практично во основа главната причина стоеше пропуштен септален дефект на срцето, како резултат на тоа формирање на згрушок крвен, кој што згрушок застанал во мозочната, во еден од мозочните крвни садови, како резултат на тоа се појави мозочниот удар кај оваа млада пациентка. Дефектот секако е отстранет после, да кажеме, поминување на акутната фаза од третманот на мозочниот удар, и тоа е добра пациентка, која што е сега мајка и има дечиња и има сосема нормален и здрав живот, секако заштитена со одредени лекови кои што ги даваме за секундарна превенција од мозочен удар. Значи, превенцијата на мозочниот удар би ја поделила во две категории. Примарна превенција и секундарна превенција. Примарната превенција која што повеќе ни ја носат, да кажем, интернистите, затоа што тоа се условно кажано луѓе кои што не се пациенти, но се интернистички пациенти. Луѓе кои што имаат одредени ризици, како што е, да кажеме, диабетот, како што е хипертензијата, се покачените масноти во крвта, зголемувањето, односно прекомерната телесна тежина, пореметениот ритам на срце, слабост на срцето и така, венски тромбози, не се пациенти кои што се ризични за да добијат мозочен удар. И тоа се пациенти кои што секако треба да бидат превенирани од настанување на мозочен удар. Во зависност од причината, во примарна превенција се користи антиагрегациона терапија, како што е ацетилсалицилната киселина или пак клопидогрелот, секако во зависност од тоа на кој лек ќе даде одговор пациентот, и да не ги заборавиме лековите за масноти. Додека пак и други пациенти во примарна превенција користиме антикоагулантна терапија, секако во форма на таблет, односно орален начин на дозирање. И откако пациентот ќе добие мозочен удар, и знаеме од што настанал мозочниот удар, следува секундарна превенција. Секундарната превенција не значи апсолутна заштита, меѓутоа значи во голем процент заштита на пациентот да не добие повторен мозочен удар. Бидејќи ризикот по настанувањето на првиот мозочен удар е голем, особено да кажеме првата година после мозочниот удар, но не имаме мал проблем. Се надевам дека ќе го средиме. Ајде, јас повторно ќе ја побарам доктор Драгана. Се случува, паѓа интернетот. Еве ја барам. Почитувани гледачи, вие секако доколку не следите, доколку имате некое прашање во однос на оваа тема, може да се приклучите во нашиот разговор. Одрежувајќи ги спишат телефоните, па некако ќе се обидеме. Јас еве, ако не слушне доктор Драгана, јас ќе го пренесам прашањето, па таа ќе ви одговори така натаму. Доктор Драгана, дали се гледаме? Нешто ни се прекина? Да, јас не ве гледам, меѓутоа ве слушам. Не знам дали вие ме слушате? Ајде, повторно вие ќе мора да не побарате како на почеток, за да имаме видео линк. Еве, јас ќе исклучам, повторно вие побарајте не, за да го споставиме. Еве, малку ќе почекаме.
се случува и тоа, меѓутоа, заради состојбата, како што каже доктор Драгана, мораме нели понекогаш и вакава линковски да се вклучуваме, да реализираме емисијата, а секако вакви прекини ќе се случуваат секогаш во однос нели на интернетот кој што понекогаш слабе, па може да се случи нели да падне, па да не се прекине и врската. Еве ја чекаме доктор Драгана да не побара. Се надевам дека скоро пак ќе се поврземе. Во секој случај, до сега, што го кажа доктор Драгана, е многу важно. Сите оние симптоми кои што ги напомена на почетокот, кога станува збор за мозочните удари, а тоа и во следното вклучување ќе ја прашаме, колку е важно навреме да се препознаат сите симптоми кои што упатуваат на мозочен удар, бидејќи во една емисија која говоревме за мозочни удари, кажавме колку е тоа важно првиот сат време од мозочниот удар навреме да се реагира за да се спречат некои посериозни последици. Ајде, се надевам дека доктор Драгана ќе не побара. Ајде, од режија би побарала да го пуштат она линкче од Сдруженијето Храбро срце, малку додека се поврзаме да не бидеме на линија ако е можно. Може режија? Ако е можно, пуштате го тоа клипче, за да ние се поврзаме. Македонска империја, издание на Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитајте повеќе на www.makedonskosonce.com. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет, секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Во втората книга, Само сонцето е постаро од Македонија, од Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски, ќе читате коментари, соопштенија, реакции, изјави, интервјуа, заложби за одбрана на името и идентитетот, вечниот копнеж кон татковината. Сите нас многу не израдува веста за првата трансплантација на срце во нашата земја. Посебна почит ние имаме кон храбрите семејства, кои во најтешките моменти од својот живот најдоа сила за многу храбра одлука. Да, ќе даруваме органи. Зборови кои што живот значат. Да учествуваме заедно кон подигање на јавната свест за донирање на органи, јавно разговарајќи за тоа, бидејќи причината поради која што сме тука на земјината топка и смислата на ова постоење е да се продолжи екзистенцијата на човековиот род. Затоа живеј го животот, а потоа подари го онаму каде што е потребно. Онаму каде што некој друг чека рака за помош, за подобро утро, за втора шанса за живот. Подари љубов, подари орган. Помогни на луѓето кои што чекаат втора шанса за да живеат. Поддршка за Сдруженијето Храбро срце. Еве сме повторно, секако нели техника понекогаш може да нели да не изневери, меѓутоа овде
стана збор за интернетот, малку ослабе, се прекина врската, меѓутоа тука е доктор Драгана, за оние кои што подоцна се вклучија, говориме за мозочни удари, со мене на видеолинк имам доцент доктор Драгана Петровска-Цветковска, која што е специјалист невролог и е дел од Универзитетската клиника за неврологија. Доктор Драгана, еве сега сме повторно тука, значи се поврзавме, успеавме, стигнавме некаде до оној дел кога веќе нели треба да се препознаат навреме симптомите, кажавте примарна, секундарна превенција. Многу е важно, сме говорили во една друга емисија нели од минатата сезона дека првиот час е многу важен за да се изреагира, за да не дојде до некои трајни оштетувања, така? Колку што се сеќавам? Така е. Практично третманот на мозочните удари, адекватниот третманот кој што ќе помогне на пациентот да настане кај него комплетно опоравување, е врзан со временски прозорец. Значи, тој временски прозорец не е 1 час, малку подолго е, 3,5 часа. Меѓутоа, до 1 час, до првиот час, пациентот треба да биде донесен на клиниката, односно во единицата за третман на мозочни удари. Затоа што и нас, нели, како екипа ќе ни биде потребно да направиме диагностика, да земеме одредени лабораториски параметри, за да ја спроведеме адекватната терапија. А таа адекватна терапија е практично тромболитичната терапија. Едноставен начинот на апликација, меѓутоа секако бара максимален надзор од страна како на докторот кој што го води пациентот, така и на сестрата која што го аплицира терапијата, и веќе да кажеме после првиот час од течење на тромболитичната терапија се приметува нели битни знаци на опоравување на пациентот. Веќе да може да очекуваме комплетно опоравување, односно комплетно кај пациентот публикување на клиничката симптоматологија, односно клиничката манифестација. Така, претпоставам дека са некој бара на телефон. Од друга страна, доколку немаме успешност во овој тип, се слушаме? Да, претпоставам дека понекогаш во телефонот ви нешто се помалку се прекинува, меѓутоа продолжете. Да, така е. Значи, може, доколку немаме успех во овој тип на терапија, кај пациентите применуваме и втор тип на лекување, збориме во оваа акутна фаза, во првите сати, каде што практично временскиот прозорец не е подолг, некаде до 6,5 часа. А тоа е терапија со тромбектомија, механичка тромбектомија, која што се прави на клиника за радиологија, односно на Институтот за радиологија. Од страна, мене ми звони телефонот цело време, простата, ама тоа е. На клиника за радиологија, каде што практично со инвазивна процедура, односно со влегување со специјални катетри и жичка, се фаќа механички тромбот и се извлекува од крвниот сак каде што застанал. Овие два типа на третман и брзо и ефикасно третирање на мозочен удар. Значи, согласно сите светски рамки кои што ги има, така и во Република Македонија се применува овие две методи на третирање на акутен мозочен удар. Воколку пациентот не дојде во овие сати, веќе ќе имаме проблем, односно ќе ги лекуваме последиците, а последицата е развојот на отокот на мозокот кој што ни ја зголемува зоната на оштетување, дури и двојно и тројно. Затоа токму е битен навременото донесување на навремената реакција за третман на мозочен удар. Значи, многу е важно уште еднаш да потенцираме до нашите гледачи кога навреме ќе ги почувствуваат симптомите, веднаш да се упатат до најблиската болница за да може вие да реагирате што побрзо и да нема поголеми последици. Ајде тука ќе се обратам до нашите гледачи, ако имате некое прашање, може да ни искомуницирате, никако ќе се обидеме да се поврзаме, да го принесам прашањето до доктор Драгана ако не го слушна или па некако и да ви одговори. Доктор Драгана, од кога ќе се случи мозочниот удар, ќе се превенира, односно ќе се реагира од ваша страна, ќе се преземе како што треба. После колку дена може веќе да од болница да излезе еден пациент? Колку дена е потребно да биде во болнички услови? Да, тоа е релативна работа, се зависи од тежината на клиничката слика и од интернистичките влошувања кои што многу често ги гледаме кај овие пациенти. Некои пациенти, индивидуално, да кажеме тромболизираните пациенти за неколку дена
се заминуваат дома. Меѓутоа, воколку станува збор за голем мозочен удар, кој што носи сериозни последици, кој што знае да повлече сериозни интернистички компликации, лекувањето може да трае дури до 2 недели, па дури до месец дена. Секако ќе продолжи понатака лекувањето во домашни услови, ќе следи уште еден период на рехабилитација со физикален третман, кој што ќе бара комплетен ангажман дури од страна на сите членови од семејството и нормално нашите специјалисти физијатри, кои што во следна етапа би го оспособиле пациентот да биде функционален. Так, не споминавме дека постојат два типа на мозочни удари, хеморагични и исхемични. Кои беа почестите? Ми се чини исхемичните, така? Да, исхемичните се застапени кај скоро отприлика 85% од пациентите, значи тоа што најчесто го гледаме во нашата патологија се исхемичните мозочни удари. Што е разликата помеѓу едните и другите? Има разлика секако, не е многу во клиничката слика, тоа е тоа, нели ќе настане хемипареза или хемиплегија, но има некои ситни знаци, без да визуализираме со компјутеризирана томографија на мозокот, по кој што ќе претпоставуваме дека кај пациентот има мозочно крварење или пак има запушување на некој церебрален крвен сад, односно мозочен крвен сад. Како и да е, секако диагностиката ја правиме со сликање со компјутеризирана томографија на мозокот. Првичниот компјутер, односно иницијалниот компјутер, е оној кој што ни укажува дали е исхемија или пак станува збор за крварење. Крварењето го гледаме веднаш, додека пак запушувањето на крвната жила не го гледаме веднаш, значи кај овие пациенти, ако имаме клиничка слика, нема да имаме никаков наод на компјутер, наодот ќе го добиеме некаде после 24 часа. И нас не е битно да наодот е негативен, за да ја примениме тромболитичната терапија. А во однос на возрастната, како да кажам, рамка, дали едните се позастапени кај повозрастната, другите кај помлада, има ли некако разлика во однос на исхемичните и хеморагичните мозочни удари? Така. Така, крварењата, би рекла, значи се застапени и кај возрастната и кај младата популација, во зависност од тоа за каков тип на крварење станува збор. Значи едните и другите. Аневризмално крварење, значи како причина е прскање на аневризма, тоа е практично едно проширување на зидот на крвниот сад, кој што може да настане од генетски причини или пак од покачен крвен притисок, долгорочен и многу други фактори, диабетот може да биде. Значи, воколку е аневризмално крварење, тоа е состојба која што почесто гледаме кај млада популација, нели најчесто тие се вродени или пак крварења од артериовенски малформации. Додека пак хипертензивните крварења или пак крварењата кои што настануваат во услови на поради примање на одредени лекови, кои што се лекови практично за разредување на крвта, ги гледаме кај повозрастната популација. Так, а кога станува збор за полот, мажите или жените се поподложни на мозочни удари? Па не би сакала да одговорам на ова. Да, за жал предничиме. Жените повторно? Жените во однос на настанувањето на мозочните удари. Зошто? Предничиме и во однос на помладата возраст, бидејќи познато е дека користење на орални контрацептиви, користење на хормонална терапија, особено нели за инвитро процедурите, знаат да дадат пореметувања во коагулабилноста на крвта и како резултат на тоа да настанат мозочни удари. Так. Еве цело време говориме нели за тоа, стигнавме и до моментот кога треба нели да се дојде дома, па потоа нели како што кажавме се вклучуваат тука и друг медицински персонал кој што треба да подпомогнат во третманот и лекувањето понатаму ако е нели со некои поголеми последици. Меѓутоа ме интересира кои се причините, не ги кажавме причините. Цело време го спомнуваме нели крвотокот, проблемот со крвните садови и така натаму. Кои се сите тие причини за појава на мозочен удар? Претпоставам дека пак тука има некоја улога атеросклерозата, бидејќи тоа е тоа, запушување на крвните садови, на кое што цело време потенцираме кога станува збор и за срцевите заболувања, нели, и за мозочните удари, па ајде вака вие да ни потенцирате кои се се тие причини кои што придонесуваат. Така, за крварењата ги споменав сега кога кажував кај помлади, кај постари, но да, за
мозочните тромбози, односно искемичните мозочни удари, не споменавме многу, апсолутно. Атеросклерозата, односно болеста на крвните садови, е главната носечка причина за настанување на запушувањето на крвните садови. Формирањето на атеросклеротичната плака е процес кој што трае. Значи, треба да помине период додека да се наталожат сите, да се поминат сите тие фази, да се формира атеросклеротичната плака која што ќе ни направи стеснување на протокот на крвниот сад. Меѓутоа не е секогаш причина. Значи, како причина може да не се јави и емболичните, односно кога имаме згрушок кој што патува од некој друг дел од телото. Најчесто тоа е срцето, кога имаме неправилен ритам на срцето, односно кај пациентите кај кои што имаме атриална фибрилација, може да бидат и формирање на тромби од нозете, значи може да имаме различни регии каде што може практично да се понесе згрушокот и тој најчесто завршува или во белите гробови или пак завршува во мозочните крвни садови. Кога имав една тема своевремено во ваш термин со еден ваш колега од кардиологија, говоревме околу чистината на крвните садови, проводноста и тој ми посочи вака, ако каротидите ви се чисти при преглед, тоа значи дека многу е тешко да добиете, тешко веројатно дека може да добиете мозочен удар. Дали вие се сложувате со тоа? Да, точно. Каротидите ни се главните, како да кажем, магистрални крвни садови кои што ни го хранат мозокот и кај повозрастна популација треба да се прави повозрастна. Зборам над 50 на години треба да се прави скрининг на состојбата на каротидите. Затоа што точно дека тоа се најчестите места каде што практично имаме таложење и формирање на токму на овие атеросклеротични плаки. Така да потребно е скрининг, особено кај луѓе кои што имаат лоши навики. Значи, луѓе кои што не спортуваат, кои што имаат прекумерна телесна тежина, пушачите да не ги заборавиме, луѓе кои што имаат покачени масноти во крвта, а многу често ги игнорираат дека ги имаат, луѓе кои што имаат покачен крвен притисок, а нели се взимаат лекови, а не се оди редовно на контрола, да се смени терапијата која што можеби не е ефикасна или пак едноставно се игнорираат лековите, нема да ги пијам, јас немам покачен крвен притисок, тие не се најризични практично пациенти да добијат токму вакви промени на главните крвни садови кои што го хранат мозокот. Доктор Регана, како да се превенираме за да нели си го сочуваме добро здравјето и да не добиеме мозочен удар? Па ќе се превенираме од наши години, па и од помлади години. Значи превенцијата почнува десетици години пред да кажеме да влеземе во период кога може да добиеме мозочен удар. Значи животните навики секогаш ги потенцираме. Значи здрава исхрана, потоа спортување, секако водење на сметка во колку имаме и генетика и опременетост, тоа да биде по два, нели во однос на другите луѓе. Тоа да потенцираме генетика ако имаме некој член кој што имал мозочен удар во нашето семејство, така? Тогаш да бидеме уште попредпазливи? Секако. Многу често во едни исти семејства имаме во генерации повторување на мозочните удари, постои докажана генетска предиспозиција, дека се носиме генетска предиспозиција да добиеме цереброваскуларно или пак кардиоваскуларно заболување. Значи, и да не ги направиме тие анализи, во колку имаме членови на семејството, баби, тетки, чичковци кои што имаат вакви типови на заболување, треба да бидеме многу попредпазливи во однос на другите. Исто, нели да споменам дека во колку на млади години, 40, 59, нели да речеме тоа се млади години, докторот интернист ни посочил дека мора да земаме лек за масноти. Не треба да се осврнуваме со алтернативни третмани, затоа што дури да имаме нормални вредности на масноти, во колку интернистот проценил дека треба да ги пиеме, дал со причина. Значи, може да имаме циркулирачки масноти кои што невидливо нели ни се лепат практично на крвните садови и ни формираат плака што ќе ни го стесни протокот
на крвта кон мозокот. Так. И само вака тука сме негде на крајот би сакала да потенцираме на крај каква е поврзаноста на COVID-19 и мозочните удари. Може ли COVID-19, бидејќи знаеме дека од сето она што досега го слушавме како информација во однос на тоа што се може да предизвика, бидејќи како што се информира ги напаѓа сите системи во организмот вирусот, значи од органите за дишење, значи преку како да кажам циркулаторниот систем, и се може ли да предизвика некое зглучување на крвта, па да предизвика дополнително и таков проблем? Многу убаво прашање и ние изминатиот период се соочуваме со пациенти кои што имаат последици од COVID-19, апсолутно. Примерно ги напаѓа белите дробови, меѓутоа е вирус кој што прави една страшна цитокинска бура со еден страшен имунолошки одговор и пораст на D-димерите кои што ни се показатели дека имаме пореметување во коагулабилноста на крвта. Че тоа се пациенти кои што имаат екстремно високи вредности, вредности кои што не ги гледаме кај повеќето од пациентите со мозочни удари, апсолутно се под сериозен ризик оваквите пациенти да добијат како компликација мозочни удари. Тоа го гледаме целиот овој период, значи пациенти со COVID-19 и настанок на мозочни удари како последица. Тоа е во однос на централниот нервен систем. Меѓутоа, за жал, имаме и пациенти кај кои што имаме и друг тип на последици на нервниот систем, а тоа е развој на една имунолошка акутна невропатија, која што ги напаѓа и сензорните и моторните нерви, односно познат како Гилен-Баре синдром, сериозен, витално загрозувачки синдром, кој што пациентот може да го однесе, каде што имаме практично откочување на една цела каскада на имунолошки систем. И такви пациенти исто така гледаме периодот и ги третираме. Венски тромбози исто така, многу често како компликација, значи никако за жал од овој вирус централниот нервен систем апсолутно и периферниот нервен систем апсолутно не се поштедени. Имаме и воспалителни процеси на мозокот, значи во склоп на COVID-19 со развој на едни така брутални психооргански синдроми, кои што исто така ги третираме период. Уште една причина повеќе за она што на почетокот беше ваш апел во однос на тоа, нели, кога говоревме за клиниката за неврологија дека е веќе ковид центар и кога послучивте да нашите гледачи сериозно да сватат состојбата, бидејќи навистина може медицинскиот персонал веќе навистина да биде истрошен и да како да кажам и воопшто здравството да ни колабира. Доктор Драгана, јас ти благодарам за денешново вклучување и денешниот разговор. Ви посакувам добро здравје, чувајте се, па се надеваме дека ова што побрзо ќе заврши, па да се видиме за убави времиња и за убави некои работи што се вели и во студио да бидеме заедно. Благодарам на поканата. Друга е енергијата во студио. Така е, да. Согласиме двете. Така е, да. И технички пречки нема, но тоа е тоа, да помогнеме колку можеме малце да информираме нашите пациенти, со оглед дека објективно се плашат да доаѓаат во амбуланта, најчесто мене лично ме контактираат по телефон, па се обезбедуваат некакви услови да нема гужва во амбулантите и со право се загрижени, нели? И уште еднаш апел, нели, да се чуваме сите. Сите сме дел од системот. Ние сме условно кажано војниците, вие треба да сте условно кажано исто војници, од другата страна со тоа што се чувате во однос на пренесувањето на вирус. Ние да бидеме уште попослушни војници, тоа би било, нели, пораката, за да го спречиме сето ова да што побрзо пристане да се шири, да можеме што понормално да живееме и да работиме. Ви благодарам уште еднаш, доктор Драгана, се гледаме. Ми беше задоволство, се гледаме. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам и јас за денес. Се надевам дека сето она што денес го слушнавте во оваа емисија беше од ваша корист. Уште повеќе што имавме една тема за која што и како што кажа доктор Драгана, и после прележувањето на вирусот може да се случат компликации во однос на целиот овој циркулаторен систем. Ви посакувам добро здравје, грижете се за своето здравје, слушајте ги, почитувајте ги препораките на Министерството за здравство, а ние повторно ќе се видиме со нова тема за 7 дена во исто време.